Добар ден, кратки најави за денес. Годинава Завод и музеј Охрид одбележува 75 години постоење со реализација на значајни проекти и богата програма настани. Започна постапката за донесување на законот за прогласување на Белчишко блато за парк на природата. Марта Пеоска ја одржува во живот филигранската традиција. Низа проекти од национален интерес ке го промовираат Охрид со поддршка на Министерството за култура и туризам. Поскапува дизелот. Следува временската прогноза. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време. Максималната дневна температура достигна до 6 степени Целзиусови. Утре во Охрид променливо облачно време со сончеви периоди. Утринската температура од 0 степени, а максималната дневна ќе се искачи до 9 степен. Ќе дува умерен ветар од јужен правец. Температурите во Македонија утре во интервал од -4 до 11 степени. Во текот на неделата времето ќе биде променливо облачно, од среда со повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките планини со врнежи од снег. Ќе дува слаб до умерен, а во среда засилен ветар од југоисточен правец. Температурите ќе бидат во постепен пораст. Гледавте метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Заводот за заштита на спомениците и музеј Охрид годинава планира реализација на повеќе значајни проекти, меѓу кои археолошкиот комплекс Манчевци и уредување на внатрешноста на Самуиловата тврдина за подобра презентација на богатото културно наследство. Оваа година Охридскиот завод и музеј го одбележува јубилејниот 75 години од основањето и оттаму најавуваат богата програма и повторно отварање на Златната соба. Националната установа Завод за заштита на спомениците и музеј Охрид со сериозна програма влегува во 2026 година. Фокусот е врз неколку проекти од национален интерес покрај редовни и тековни одржувања и конзервација на етнолошката, историската и археолошката збирка. Планот на установата е годинава да биде довршен археолошкиот локалитет Манчевци во старото градско јадро, кој е од непроценлива вредност за градот и државата. Како што знаете, таму се откриени многу значаен рано-христијански комплекс кој содржи и базилика и крстилница и придружни објекти со многу богати мозаици и добро зачувани мозаици. Наша интенција е да се доистражи и да се ревитализира просторот, да се поврзи како еден комплекс. Меѓутоа, таму секако имаме проблем со приватниот имот, во процес сме на експроприација и на наоѓање на најсоодветно решение за негова презентација пред јавноста. Самуиловите тврдини се високо на агендата на Охридскиот завод и музеј со цел натрешноста да добие уреден лик за подобра презентација на културното наследство и привлекување на туристите. Таму покрај доистражувањето археолошко кое ќе треба да го завршиме, ќе направиме едно партерно уредување, возобновување на летната сцена, формирање на сувенирница, патеки, осветлување, обележување соодветно на просторот, како би тој простор бил привлечен за туристите. Ке се инвестира и во објекти од национален интерес во Струга, во соработка со Министерствата за образование и за одбрана. Тоа е објектот од Министерство за одбрана на улица Партизанска, покрај кеот на Дрим и на Охридското езеро.
Имаме исто така и објектот од Министерство за образование, популарно наречен Драга Јефтич, и секако тука е објектот куќата на Владо Малески, кој очекуваме дека ќе биде реконструиран годинава. Минатата година Завод и музеј ја заврши успешно со целосна реализација на програмата. Беа добитници на престижната награда Жива за најдобар словенски локалитет и високото општинско признание Свети Климентова повелба. Оваа година е јубилејна. Музеот одбележува 75 години од основањето, што ќе биде одбележано со богата програма и содржини во текот на целата година, меѓу кои повторно отворање на Златната соба. Министерството за животна средина и просторно планирање започна постапка за донесување на закон за прогласување на Белчишко блато за заштитено подрачје во категорија 4 парк на природа. Учество на јавноста е од особено значење за обезбедување квалитетна и одржлива заштита на Белчишко блато, која ќе ги земе предвид природните вредности, но и интересите на локалното население, порачуваат од Министерството. Рокот за јавни консултации со засегнатите страни и граѓаните за доставување на коментари, мислења и предлози трае 20 дена од денот на објавување на содржината на предлог на законот на веб страната на единствениот национален електронски регистар на прописи. Во текот на постапката може да бидат организирани директни консултации со станоци со засегнатите страни, како и јавна расправа доколку е потребно, посочуваат од Министерството. Воедно забелешките, мислењата и предлозите по предлог текстот на законот може да се дадат и на веб порталот nr.gov.mk. Министерството ги охрабрува сите засегнати страни да се вклучат и да придонесат кон заедничката цел за чувување на природното наследство за сегашните и идните генерации. Белчишко блато представува значајно влажно живеалиште со висока биолошка разновидност, лоцирано во општина Дебарца, и е важно за зачувување на ретки и загрозени растителни и животински видови. Во срцето на Охрид уметницата Марта Пејовска ја оживува традицијата на филигранството. Приказна за изборот да се остане во родниот град и земја, за занаетот што преживува и за љубовта кон Охрид. Во срцето на стариот дел на Охрид, меѓу камените улички, се наоѓа ателјето на Марта Пејовска, катче каде се создава накид кој е продолжение на една традиција што со векови била белег на градот. Таа е дел од генерацијата филигранисти возобновувачи, дипломиран архитект, дизајнер на накид и современ филигранист кој умешно го спојува современото со автентичното. 2005-та тоа беше проект ревитализација на стари занаети, многу одамна кај што беа одбрани 10 кои што беа на рап на изумирање. Филигранот буквално никој не сакаше да го работи. Дипломирав архитектура, меѓутоа кога го научив занаетот, мене тоа едноставно остана во мене и не ми остави мир. Наместо сигурен ангажман, Марта го избра потешкиот пат, да остане во родниот Охрид и да живее од занает кој бара трпение, посветеност и љубов. По дипломирање морав да се вратам во Охрид и да останам во Охрид, иако да бидам искрена, на крај памет не ми паѓаше и мислев дека ќе живеам некаде надвор. Меѓутоа, јас решив малце да го послушам ветерот кој што дува во мене и еве сме каде што сме. Филигранот некогаш се пренесувал исклучиво од генерација на генерација во семејствата на старите мајстори. Денес преку Марта добива нов живот. Незината љубов кон Охрид не завршува во ателјето. Таа продолжува на планината и во езерото. Марта е волонтер во планинската спасителна служба и е дриличар. Во рамките на активностите за подигнување на свеста за ретките болести, Самоиловата тврдина во Охрид синоќа беше осветлена во препознатливите бои на реткоста. Овој визуелно моќен чин е порака на поддршка за сите пациенти и семејства кои секојдневно се соочуваат со специфични здравствени предизвици. Председателката на Сдруженијето Ретко е да си редок, Гордана Лолеска, која со години е на првата линија во борбата за правата на овие лица, упати емотивна порака. Самоиловата тврдина е символ на пркосот и истрајноста, исто како што е и секој пациент со ретка дијагноза. Вечерва ги обоевме овие вековни зидини за да покажеме дека тие луѓе не се сами во својата битка. Ние како Сдружение сме тука за да бидеме нивниот глас, да ги артикулираме нивните потреби и да се избориме за подобра иднина.
Светлината што ја гледате е надеж дека секој редок херој ќе ја добие потребната грижа и внимание од општеството, порача Лолеска. Со поддршка на Министерството за култура и туризам, охридски здруженија, институции и манифестации, но и здруженија од други градови ќе реализираат проекти во Охрид или ќе го промовираат градот и неговото културно наследство во земјава и странство. Министерството за култура и туризам ги објави резултатите од годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес по одделни области и активности од културата за 2026 година. Средства ќе добијат охридски здруженија, институции, манифестации, но и здруженија од други градови кои имаат проекти поврзани со Охрид. Предвидена е финансиска поддршка за повеќе настани, претежно концерти кои ќе се одржат во Охрид. Па така во делот музичка и музичко-сценска дејност со поддршка од Министерството, концерт во Охрид ќе одржи виртуозот на пијано Симон Трпчевски. Во делот фолклор средства доби фолклорен ансамбл Отекс Фолк за годишниот целовечерен концерт. Во делот визуелни уметности, архитектура и дизајн финансиска поддршка доби Американ коледж Скопје за организација на 13-тата меѓународна летна школа за архитектура и дизајн во Охрид. Во издавачка дејност, Сдруженијето Креативна Верика од Охрид доби поддршка за издавање на списание за книжевност и друга уметност Елит. Министерството ќе поддржи охридски уметници кои ќе настапуваат или изложуваат во странство. Па така, градскиот мешан хор Вокслих Нидос од Охрид ќе учествува на меѓународниот хорски надпревар Леге Артис во Тузла, Босна и Херцеговина. Владимир Василевски ќе реализира турнеја на Владимир Четкар Джез Сол Фанк ансамбл во Австралија. Јована Тодоровска од Охрид ќе ја постави изложбата Првиот чекор на промената во Прима центарот во Берлин, Германија, а поддршка доби уметникот Сашо Блажевски за реализација на изложбата Заробен во мрежите. Со финансиска поддршка од Министерството ќе се реализира промоција на културните и туристичките потенцијали на Охрид, градот на УНЕСКО, во организација на културно-информативниот центар во Белград. На листата финансирани проекти се и Интернационалниот фестивал Охрид Фест Охридски трубадури 2026, светската награда за хуманизам која ја доделува Сдружение на граѓани Охридска академија на хуманизмот. Во делот недвижно културно наследство и заштита на аудиовизуелни добра, 5 здруженија од Скопје добија поддршка за реализација на проекти кои имаат за цел промоција на културно наследство на градот, како на пример печатен водич на англиски јазик за промоција на културното наследство на Охридскиот регион, проект Свети Никола Челнички, монографија Катедралната црква Света Софија во Охрид во 11-тиот век, изработка на виртуелна прошетка низ црквата Света Богородица Перивлепта. На годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2026 по електронски пат пристигнале 2618 пријави поднесени од правни и физички лица, единици на локална самоуправа, здруженија, сојузи, асоциации, трговски друштва и други правни лица регистрирани во Македонија. Критериумите и мерилата врз чија основа се вршела оценка на проектите по одделни дејности биле содржани во годишните конкурси, а вреднувањето на проектите беше извршено од страна на стручни комисии врз основа на исполнетоста на општите и посебните услови. Дизел горивата од Македонија на полнок поскапуваат за половина денар по литар, а цената на бензините останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,77%. Новата малопродажна цена на евро дизел БС ќе биде 68, а на екстра лесното масло за горење 67 денари за литар. Евро Супер БС 95 понатаму ќе се продава за 72, а Евро Супер БС 98 за 74 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 0,789 денари по килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 33,885 денари. За повеќе информации посетете го порталот tvm.mk. Пријатно!